10 дена без струја. Уопште никој не дојде. Ни кризен штаб, имат изнемоштени лица, деца имаме, се расипа по фрижидери, храна, ништо. Значи, никој уопште не дојде да ни информира, барем малку да се приправиме. Ето. Тоа е катастрофа. Ладно, невидено е, гледате како е. И тоа е. Че имам 58 години. Прво да кажам дека ваква хаварија досега и вакво нешто не е случено во мојот живот, во моје 58 години. Реканскиот крај имал струја од 56 година. Вакво чудо не е десено. Ние сме оставени сите на милост и немилост. И од прво, еве и самите гледате, прво нашиот градоначалник, кој е припадник на владачката партија, 10 дена не е мрнат со прст да каже за проблемите на ниедна телевизија во цела Македонија. Ние сите овие столбови што се за електрично напајување, све се направени за време на поранешна Југославија, за СФРЈ. Другото, се што е преземено, немаат овие да купат вар да го искречат, а не да го направат. А за струјава, ова ќе се оди можда и до меѓународен суд, тужби сите ќе поднесе. Кој индивидуално, кој вака групно, ова не е подносливо. Овде живее народ во река, негде сега ги има присутни негде на 13.000 жители. Ова е најголема брука за оваа држава. Вака значи, денеска е 9-ти ден од кога овој народ нема струја. Во 21 век инфузија со свеча не знам каде има. Полиција нема никаква врска. Не се знае ни кој оди, ни кај оди, ни дали има заглавен некој, нема ниту кризен штаб, нема ништо. Значи во 21 век овие услови да ги немаш, баш овој народ што дојдовме од сите од странство, нова година ја дочекавме со свеча. Може да се рече дека 90% не ја дочекаа нова година, зашто во 9 сатот народот беше легна. Ако е ова правда некоја на овој народ што редовно ги плаќа сметките, ако закасни плаќа пенали, ова не знам кој може да го објасни и да ме убеди дека е тоа така. Градоначалникот го нема. Ќе кажам директно. Во Дебар градоначалникот, како е состојбата кај нас, оставете ме гледам Манчестер. Ако се гледа Манчестер за овој народ, тоа бараме барем резултатот да го дознаеме и ние. Така е. За него имаше изјава од луѓе, наши соселани, дека градоначалникот дал изјава: дома имам струја, имам агрегат, дома имам струја. А за некој што нема струја, некој што не може ниту свеќа да купи, што станува со овие профитери од наши трговци, кога дојде една свеќа 80 денари да се продава? Кој да оставиме настрана фрижидерите, секој што се мачил цела година да собере зимница, сите ги фрлија. Што се случува со електрични апарати? За мене лично, телевизор плазма, работи, денеска не работи. Синоќа пробаа малце 5 секунди нема телевизор. Кој ќе ја надомести таа штета? Дали ние имаме вишок пари што треба да ги фрлиме така?